Пробиштип живее денови на голем очеј. Околу 500 рудари од Добрево се уште се дома без денар пара во џебот. 3 месеца, толку беше позаду, 3 месеца, октомври, ноември, ноември, декември, јануар. 3 месеца. Заврши тоа и се на улица, дома седеш, без пари, без ништо. Сметки се доваѓаат секој месец, збират се, трупат се, почнаа да исклучуваат ева на струјата. Доваѓаат од УЕП, блокираат сметките у банка ако не си платил радиодифузна такси. Тоа е тоа. Иако влезот на бугарски Минстрој е официализиран и враќањето на работниците се најави за средината на април, нештата за пробиштипските рудари се уште се постаро. Ние видиме на телевизија кажуваат дека потпишуваат, купили го, а сега колку е точно нема на дело да се види. Треба да дојде таа газда, да видиме ќе почне ли со работа, ќе вика ли некоја. До сега нема ништо. А надеваме се да почне, па ќе видиме. А без среќни и задоволни рудари нема ниту среќен град. Прво како незадоволство. Значи, народу неизвестност, што ќе биде, кој ќе биде. За безпарицата да не ја збореме, тоа става така, али усеќа се несигурност. Што ќе биде? Дали ќе се најде газда, дали ќе го купе, дали ќе не земе, дали што, најше тоа се учествуваше. Ова најмногу се чувствува во трговијата. Неколку бутици за гардероба одамна затворија, а работата е дојдена дотаму што се крати и на храна. Послаб е промето и така. Нема многу промет. Што да ви кажем друго, тоа е. Треба да се оправи да бидеме ние подобри. Сега, например, стандардот е паднат, ако треба да купиш кило, 2, ќе купиш пола кило и така. Добра вест за сите е што Минстрој веќе ја плати концесијата на Крива Паланка, па на ист третман се надева и Пробиштип. Деноиве се очекува представници на бугарската фирма да дојдат во општината за да ги договорат сите детали. Во моментов во Добрево работат од 30 на рудари кои се ангажирани на одржување на рудникот. Сите останати се со очи и уши широко отворени и чекаат на повик за работа. И рударите и општината ги очекуваат најавените 10 милиони евра инвестиции и покачување на платите.